Како што е вообичаено во првиот ден работен, настани од светот, а за нив ќе не информира колегата Боријан Бојчев. Добро утро. Добро утро, Слава, добро утро и на нашите гледачи. Светските агенции и воопшто новинските информативни гласила јавуваат дека во Соединените Американски држави забележано ново масовно убиство, загинати 8 луѓе, од кои има и малолетници. Другите детали? Да, точно. Значи, вчера повторно светските медиуми беа поплавени со еден немил настан, овој пат во Тексас, во Соединетите Американски држави, каде што 33 годишниот Маурисио Гарсија во трговски центар уби 8 луѓе и рани уште неколкумина, кои меѓу нив има тројца-четворица кои се уште во критична состојба. Ново масовно убиство во Соединетите Американски држави, кое што и повторно се јавија повиците од американскиот претседател Џо Бајден до Конгресот да конечно да донесат некои нови закони со кои ќе се намали бројот на оружје кои го поседуваат американците, бидејќи бројот на ваквите масовни убиства и масакри во САД продолжува, така што уште еден немил настан ни доаѓа од Далас. Полицијата се уште води истрага за тоа кој би бил, можеби се уште не го знаат мотивот кој стои зад убиството на Гарсија, така што останува во текот на денот да следиме како ќе се развиваат настаните со ова убиство. Очигледно дека овие масовни убиства добиваат сосема поинакво значење веќе во општеството и не само во американското, туку и во други општества. Дали има информации и коментари во весниците и во гласилата за одредени нетрпеливости во средините од каде што доаѓаат ваквите масовни убици? Па да, има многу теории за како причини кои би можеле да бидат, кои би можеле да стојат зад ваквите масовни убиства, значи тоа дали е можеби врсничко насилство, менталното здравје секогаш на убицата. Да, менталното здравје на убиецот секогаш станува како прва причина за ваквите масовни пукања. Така што има неколку... А жртвите можеби и ништо не му направиле на... Ништо, значи тоа се случајни минувачи во трговскиот центар кои биле на шопинг, кои пазарувале, на самиот паркингот од трговскиот центар. Потоа американските медиуми имаше многу различни приказни од очевидци кои раскажаа како се случувало, како се одвивал тој немил настан. Бегале внатре во трговскиот центар, се криеле по тоалетите, се криеле по продавниците. Тоа е еден навистина во САД секој месец за жал се случуваат вакви немили настани, навистина мора некако да се... А веројатно нам ни е чудно, или можеби јас да се издвојам како поединец, мене ми е чудно како може граѓанин, човек, воопшто лице да носи толкаво број оружје и никој да не реагира, да не го види, да се движи слободно меѓу луѓето. Па види, тој е проблемот кој го има САД според мене. Мислам дека и тој американскиот претседател Џо Бајден затоа толку често алудира на тоа да се намали бројот на оружје кои го поседуваат американците. Да, не може да му реагираат на него. Да. И самите закони во САД се такви што поради минатото кое го имаат американските држави, дозволата за оружје да се поседа толку лесно што може еден човек да дојде до оружје, навистина е загрижувачко. Имаше и на интернетот често на социјалните мрежи се појавува снимки каде што млади малолетници прават експерименти, каде што полесно доаѓа до оружје отколку што доаѓа до алкохол и цигари. Што вели вашата анализа во однос на користењето на оружје во Соединетите Американски држави, имајќи предвид традицијата, менталниот начин на размислување луѓето? Ќе поминат ли овие мерки на одредена политика на ограничување на користење на оружјето, да кажеме видот да се намали и да се намали, да речеме, процедурата да биде зајакната за лицата што ќе го добиваат? Па да, дефинитивно тоа и се плановите кои сака да има демократската партија, но во Конгресот, републиканците во Конгресот се уште се противат на тоа. И навистина таа има препрека... вистина во она со републиканците дека се поврзани со одредени производители на оружје и дистрибутери, па го загрозува нивниот интерес? Имаше такви извештаи, да, во американските медиуми, баш го читав токму тоа и во Вашингтон Пост и во Нью Йорк Таймс, дека можеби тоа е главната причина зашто републиканската партија не се согласува со
што до толку лигорозно да ги загрози, односно да ги скрати, да скрати потребата на оружје, да, и правата фактички ги загрозува интересите на овие што им се поддржувачи. Поддржувачи, да. Па не е тешко да се открие топла вода кога станува збор за оружјето. Да се префрлиме сега во Европа, во руско-украинската војна. Последниот така да кажеме информативен шок што го доживеа Европа беше викањето на Пригожин на видеоклипот за каде што ги обвини руските воени лидери, министерот и генералот Шојгу, за тоа дека не му давале оружје, односно муниција. Што е последното? Па да, шефот на Вагнер, како што велат Евгений Пригожин, значи тој пред неколку дена на својот телеграм објави едни, па да не речам вознемирувачки видеа на кои што тој ги покажуваше мртвите тела на војниците на Вагнер и обраќајќи им се на Сергеј Шојгу, министерот за одбрана, и на Владимир Путин, председателот на Русија, барајќи од нив, повторно барајќи од нив муниција и оружје, бидејќи како што тврди тој, украинците имаат, не можат силите на Вагнер да го освојат Бахмут, како што знаеме за Бахмут, се уште се водат долги, големи борби, така што Пригожин најави дека ќе се повлече од Бахмут, дека неговите сили од Вагнер ќе се заменат со чеченците на Рамзан Кадиров. Тие наводно, како што тврдеше Институтот за проучување на војната, американскиот think tank, дека чеченците на Кадиров се договориле со Пригожин, но кога слушнале за тоа од Кремљ, решиле дека конечно ќе им испратат муниција на вагнеровците кои се борат во Вагнер, и потоа следуваше вчера, имаш информации дека сепак нема Вагнер да се повлече од Бахмут, дека ќе продолжи со борбите во тој град. Имаше ли шпекулации во медиумите и од одредени личности дека всушност можеби неговото јавување на таков начин е исценирано или да речеме еден вид пропаганда за да создаде лажна слика за ситуацијата на фронтот и да ги доведе во заблуда во случајот украинците и другите? Не би ме чудило, бидејќи ова нема да му е прв пат на Пригожин да манипулира вака со некои видеа, со некои снимки и фотографии на социјалните мрежи. Тој добро знае како да го прави тоа. Неговото политичко влијание во Русија многу се издигна во последнава година од кога е почнат конфликтот во Украина. Многумина го сметаат и како политичка фигура сега во државата. И он веројатно не би ја пропуштил оваа шанса со Бахмут сега пред крајот кога... Па дефинитивно. Он, како што пишува американците, тој сега се бори за политички поени во Русија. Ако заврши на добро за Вагнер битката во Украина, тој ќе добие доста политички поени, но ако Украина го одбие нивниот отпор и успее да го задржи градот, тоа би било голем пораз за него и како би завршил тој, тој ќе биде првата жртва при евентуален пораз. Дали има некои други моменти карактеристични во руско-украинската војна на планот на мировните иницијативи или таму е состојбата целосен статус кво? Па за сега да, целосен статус кво, бидејќи нема никакви се уште вести дека би имало некакви мировни преговори. Продолжуваат серијата руски напади и гранатирања врз Украина и ова утро врз области во близина на Киев. Дури и Кина малку неколку дена мирува, така да кажам, во меѓународната политика, не се јавуваат незините официјални личности со одредени коментари. Да дојдеме малку поблиску, практично во нашето соседство, изминатава недела беше можеби најгрозната, најтажната недела, каде што ние сите се поистоветивме со трагедијата што се случи во Србија, каде што практично 2 настани го обележа овој период. Дали сега има некои нови моменти во Србија на планот, барем по податоците што ги кажа, дека таа е втора држава во светот по број на оружје што се наоѓа во владение со дозвола од страна на граѓаните, веројатно илегално оружје и многу повеќе. Да, па синоќ имаше повторно обраќање на српскиот председател Александар Вучич. Српските медиуми повторно беа преплавени со нови информации во врска со приказни искушенија на различни луѓе што биле поврзани на сведоци од масовните убиства кои се случија. Српскиот председател Вучич рече дека од денеска почнува одземањето на оружје, на нелегалното оружје кај србите.
им упати порака дека подобро вратете си го оружјето отколку полицијата да ви го земе. Така што исто така од денеска почнува зајакнатата полициско присуство во српските училишта низ целата земја. Така што веќе почнува овие мерки кои ги најави Вучич веќе минатата недела. Исто така министерот за образование Бранко Ружич синоќа поднесе оставка од морални причини, рече дека не може со ова, дека ќе опамети целиот свој живот ова што се случи минатата недела во Србија, така што тоа се најновите детали кои во врска со масовните убиства кои ги видовме во Србија минатата недела, така што останува да видиме како ќе се одвива ова враќање на оружје, овие мерки кои ги постави Вучич, така што се надевам дека ќе бидат ќе дадат резултат. Ќе завршат работа. Сигурно самата акција или самата мерка не би траела кратко време, туку таа во моментот кога се воведува би имала и подолг временски период. Сакам да искоментираме уште една најава која се случува веднаш после ова масовно убиство на учениците во основното училиште Владимир Рибникар, каде што на општествените мрежи се појавија лица кои испратија закани до други лица од образованието, до други своји врстници, а во првичните коментари на официјалните личности на Србија, министерот за образование, полицискиот кадар и председателот, беа обвинети западните вредности и општествените мрежи. Коментарот или она што би сакал да го слушнам како сублимат од информациите, дали бројот на овие најави за потенцијални закани кои што би се реализирали станува загрижувачки и дали на вистина јавноста ја прифати таа оцена на државниот врв дека општествените мрежи и западните вредности се главните виновници за ова што им се случи во 2 дена. Па мислам дека српската јавност не се согласи баш со тие наводи на министерот дека западните вредности се оние кои најмногу се виновни за дека стојат за ваквите насилства. Баш имаше и минатата недела во четвртокот колегата Дејан имаше интересен гостин од Србија, новинарката, која кажа дека во Србија се возвишуваат тие криминалци, дрогата Значи, на локално ниво. На локално ниво, значи тие се шират како херои, се покажуваат на социјалните мрежи, музиката и на телевизиите. Со национална да. концесија. Да. И тие нивните серии кои ги имаат, филмовите, музиката, се шири, насилството се промовира. Да, добива некој легитимитет дека е според таа перцепција на вредности кај генерацијата која што е уште малолетна, а сепак е возрастна, е кул. Да. Значи да се биде како представник од тоа лоби или од таа група, што испаѓа дека проблемот им е локален. Локален дефинитивно, мислам, секако дека има и надворешно влијание бидејќи не започна сеот од Србија, но ете и во Србија толку се разви тоа, па морам да бидам искрен и кај нас се развива за тоа. каната сега да. Бидејќи толку сме блиску до Србија што навистина сите тие настани, сите тие видеа, серии, филмови се гледаат и кај нас и младината кај нас има доста голем број на млади кои ги следат тие, можеби не од тој степен како во Србија, бидејќи сепак како што споменавме претходно, Србија е меѓу првите 3 во светот по број на оружје. Сепак ние сме многу подолу на таа листа, така што барем тоа ме радува, да не речам, бидејќи бројот на оружје кај нас е многу помал и затоа можеби сепак стравот постои, секогаш бидејќи чим можело во соседна Србија да се случи, тоа може и на секаде во светот, така што... Колега Бојче, според годините, меѓу мене и вас се има голема разлика. Меѓутоа, сепак делиме некои слични вредности во оваа ситуација. А од друга страна, дали вие се чувствувате поблиску до таа млада генерација да ја разберете од каде оваа агресија и овој гнев, гледано не само во Србија, туку е земете го целиот регион? Па да, видете, Мора да има некакво објаснување сега. Кога се пласираат само такви информации во јавноста и кога младите се затрупани во една негативна атмосфера каде што нема ништо позитивно како добар пример. Како добар пример, да, и тука се шири тоа.
И врсничкото насилство секако морам да го искоментирам како една од главните причини за се тоа, бидејќи еви и во јас кога сум растел и во сите генерации постоело врсничко насилство, но никогаш не било до тој степен тоа да биде возвратено со некое сериозно масовно злосторство, така што причина за тоа, повторно ќе кажам, се и социјалните мрежи, бидејќи сега младите имаат пристап до се на интернетот, значи секакви Значи, некоја политика на ограничување или на увид до страна на родителите, стручниот персонал, Да. образовниот кадар е потребен да реагира, да сепак биде информиран која е содржината што тие малолетници ја следат. Сето тоа пак ќе кажам дека тргнува од самиот родител, бидејќи воспитувањето, начинот на кој се воспитува детето и разговарањето со него е секогаш клучниот начин како да се Дознаат неговите размислувања. Да, дефинитивно и на тој начин да се спречат, бидејќи постојат институции кои работат со тоа, може да се спречи да се спречат такви немили настани, така што воспитувањето, врсничкото насилство, социјалните мрежи, сето тоа заедно во еден спој завршува со таква негативна енергија кај младото население, што за жал еве во Србија, во Америка, имаше и во Грција, памтам пред години, пред минатата деценија, такви немили настани, така што сето тоа кулминира во една негативно општество кое на крај резултира со неубав настан. Општо во социолошката наука постои на теорија на отуѓеност на луѓето од луѓе и воопшто позната е. Сега ќе искористам оваа отуѓеност како лајтмотив во односите меѓу децата и родителите. Веројатно сте забележале дека родителите кои ќе се вратат од работа имат еден испрашувачки тон спрема сопственото дете, каде беше, како помине и тука завршува разговорот и тој разговор не дава ефект, најчесто постои затвореност. И од друга страна имате втор модел на однесување, родителот не ги поставува прашањата, а го интересира да речеме каде е мачката, каде е кучето, дали му даде храна на папагалот. Дали ја разбираме оваа отуѓеност во времето во кое што живееме и што велат она што велиме стручните лица на овој план? Па да, дефинитивно тоа се чувствува многу и кај нас и кај насекаде во светот. Сега јас не сум родител, уште сум многу млад за тоа, но еве моето видување. Ја доживувате тој однос на поинаков начин од кога би биле родител. Па дефинитивно, бидејќи и јас кога растев, се уште постоеше таа грижа, да кажам, за децата. Сега според јас тоа што гледам во општеството во кое што живеам, некако родителиве како во втор план ги ставаат децата. Да, тој му мисли се најдобро на своето дете, но ете ќе го однесе мисли стихијата ќе му ги реши проблемите. Да, ќе го однесе на англиски, ќе го однесе на пливање, на тренирање, некој друг што се вели, ако може некој друг да го израсне, да му посвети внимание, но ги разбирам родителите бидејќи се преоптоварени со работа, сега го сакаат најдоброто за своето дете, но тој нивен пристап можеби е малку погрешен. Затоа општеството треба да одреди што е приоритет. Дефинитивно. Задоволство беше колега Бојчев за овој разговор. Се надевам дека и утре ќе имаме интересен разговор од аспект на настаните во светот, меѓутоа и да се надеваме дека процентот на убиства или процентот на вакви настани ќе опаѓа како резултат на функционирање на институциите, меѓутоа и како резултат на односот на самите граѓани за својата безбедност и безбедноста на своите најмали и најмлади членови. Па да, затоа ни останува да се надеваме на добри вести. Благодарам. Почитувани колеги, почитувани гледачи, беше ова Боријан Бојчев, новинар со кого разговаравме за настаните од светот. Продолжуваме со рекламен блок.